jer sve u meni od toga dana vene, pa budan sanjam da snovi duže traju. U svakoj priči samo ti si mi na kraju, ti si početak i kraj, ti si tama i sjaj, svaku mi nadu dijeliš po pola, daješ mi mrvice sa svoga stola i znam, bez tebe ostaću sam. Još uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja, ali jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i san. Još uvijek sanjam da smo zajedno i da je sve ko prvi put, al jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud, al jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. 15 години, верувале или не, помина од последниот концерт на Тоше на градскиот стадион и 15 години подоцна повторно музиката на Тоше не спојува во неговото родно Крушево. Градот со последни подготовки за концертот, кој според последните информации ќе го собере целиот Балкан на едно место. Градоначалникот на Крушево со полна агенда денувиве, но благодарни сме што барем на Скайп го имаме ова утро во Македонија наутро. Велиме добро утро за Томе Христовски. Добро утро, господине Христовски, доколку се гледаме и слушаме. Градоначалникот на Крушево го очекуваме на Скайп. Имаме разговор кој го посветуваме на концертот за кој што многу ќе се зборува и во деновите кои што престојат. Господине Христовски, добро утро. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Имаме убава тема за разговор ова утро. Ќе започнеме со тоа што всушност го најавивме на самиот почеток. 15 години помина, господине Христовски, од последниот концерт на Тоше, кој како да беше вчера и се чини по 15 години се уште не можеме да прифатиме дека токму тој беше концертот каде Тоше не собра сите на едно место. Ова утро во Македонија наутро најавуваме уште едно спектакуларно музичко доживување кое што според информациите кои ги имам го собира Балканот на едно место. Првото прашање, подготвен ли е градот за утрешниот ден? Ви благодарам за одличната најава. 15 години е денот кога одбележуваме незаборав за нашата поп-икона и музичка звезда Тоше Тодор Кроевски. Ние како општина и локална самоуправа, заедно со јавното комунално претпријатие, ја одржуваме дестинацијата, одржливост на дестинацијата Крушево, тоа значи развој на домашни и странски туристи, развој на туризмот во нашата општина. Општината е спремна за настанот утрешниот настан кој ќе се одржи, кој ќе го посетат, се надевам, голем број на фанови, љубители, почитувачи на ликот и делото на нашата поп-икона и музичка звезда. 15 години откако Крушево стигна, години во кои ако претходно имаше радост и музика, не пречекуваа на секој чекор, сега некако се подсетува на убавите времиња во кои што Тоше носеше радост дефинитивно во градот. Може ли да направиме некаква споредба на Крушево пред и по Тоше? Тешко е да се објасни, да се каже што Тоше направи за нас, за Крушево, за нашата држава. Тој беше амбасадор не само на Крушево, туку и на нашата држава Македонија. Не представуваше секаде онаму, не само како медиумски, туку ширеше љубов, солидарност, надеж на сите млади генерации, затоа што ние сме му должни многу и како Крушевчани, како сограѓани, како другари, како пријатели, да му се одолжиме барем некако со ширење на таа љубов, на солидарност, на помагање кон другите и така. Господине Христовски, животниот пат на Тоше заврши во Нова Градишка, кое што
пак многу групи ентузијасти и атлетичари и велосипедисти ја поврзуваат со активностите кои што ги реализираат години наназад. Веломаратонот би сакала кусо да го споменеме, кој што во чест на Тоше 5-та година по ред се возеше, но во обратна насока од Нова Градишка до Крушево ги дочекавте чинам велосипедистите? Во текот на вчерашниот ден пристигна велосипедистите кои беа, тоа го наречен ултрамаратон, не само со велосипедистите, ќе имаме ултрамаратон и со пешки кои што трчаат од пеш од Нова Градишка до Крушево. На вистина и црпна трката, маршрутата која водат овие наши исто така ќе ги наречам амбасадори, и ја представуваат она заедништво, соживот на сите балкански народи, на сите балкански граѓани, каде што Тоше дополнително не поврзуваше со нив. Ние по 12 години учивме меморандум за соработка со општината Нова Градишка и градоначалникот, за кого имаме одлична соработка во поглед на развој на туризмот, на повеќе полиња, како што е културни, историски, спортски содржини кои ги одржуваме во текот на целата година. И од година до година тие се збогатуваат. За жал, трагичната несреќа не споим дополнително со нив, но наша грижа, наша обврска, наша должност е кон Тоше и кон нашите сограѓани да шириме таа љубов, повторно ќе кажам, нашата солидарност и да направиме се она, да го почитуваме ликот и делото. Господине Христоски, концертот како утрешниот уште еднаш не потсетува дека градот дефинитивно треба да е подготвен за вакви големи настани, како инфраструктурно, така и со сместувачки капацитети. Во таа насока прави ли утрешниот концерт поголем проблем отколку оние актуелните во екот на туристичката сезона? Ние во текот на годината правиме многу манифестации и научно-културните средби 10 дена Крушевска република, кои оваа година поминаа одлично. Добро, над 5000 граѓани народ тука во Крушево. Ние сме подготвени, имаме категоризирани околу 600 легла во приватниот сектор и уште 400 легла во хотелите, но тоа не е се. Ние одржуваме во јавната чистота општината, дестинацијата Крушево да биде уште поатрактивна, попосакувана. Главната сообраќајница е веќе реконструирана, платото на гумења е исто така реконструирано, спомен обележјето на нашата топина икона и музичка звезда е реконструирано после долги години. Спомен куќата исто така подготвена за прием на оние почитувачи на делото, исто така на ликот на Тоше Проецки. И воопшто градот е подготвен да ги прими сите оние заинтересирани, сите оние љубители, сите оние кои сакаат да слушнат нашата музика, богатството на нашата традиција, нашата историја, култура, како што е Крушево. Спомен куќата на инсерти имаме во моментов од спомен куќата на Тоше Проецки ги гледавме. Тоа ќе биде едно од местото кое што секако ќе биде најмногу посетено овие 2 дена. Голем дел од посетителите кои доаѓаат од целиот Балкан веќе знаеме дека имаат резервации за 2 до 3 дена, што значи дека откако ќе помине концертот утре им преостанува време за да се анимираат во Крушево. И она што ме радува дека кога веќе сме кај туристите, Крушево не е синоним за град кој живее само во една туристичка сезона. Доказ за тоа е и понудата на која што работите. Летово зборувавме во Македонија наутро за адреналинскиот парк. Денеска плюс повеќе ја додаваме и новата велопатека, што значи дека има што да се прави во останатите денови. Да, Крушево ја правиме дестинација за сите 4 сезони. Е атрактивна, жива. Ако порано се живееше 10 дена во летниот период и 10 буквално ќе кажам во зимскиот период, за скијачките терени, сега Крушево живее буквално сите 4 сезони. Организираме 7 меѓународни надпревари, како што е англиско државно првенство, чешко, словачко, словенско, Озон Опен, холандско првенство, Нордик Опен. Подготвителните активности веќе траат за наредната година светското првенство за змеарство, но не е доволно. Проширивме содржините кон авантуристичкиот туризам, заедно со благодарение на швајцарските експерти од компанијата GPC Sport Management, Алегра Туризам и Ски центар од Панорама, како и поддршката секако на Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зголемување на пазарната вработливост, како што е име. Затоа нашето Крушево е побогато со уште повеќе велосипедски патеки.
станува збор за најсовремените велопатеки во должина од околу 4 километри, кои ќе придонесат Крушево да стане поафирмирано, поатрактивно на туристичката мапа и можност да се представи како водечка дестинација во велосипедскиот туризам. Тука се вклучи, да речеме, федерацијата, Спортската федерација за велотуризам и велосипедизам. Покрај тоа што сме познати исто така во параглайдерство, како што претходно кажав, и змејарство, уживањето во природата, планинарењето, дружбата, одличните услуги во рестораните, хотелите и сите давачи на услуги во општина Крушево, секако ние како општина го поддржуваме овој спорт, кој се доживува во подем во нашата држава, но исто така имаме доста подем и развој во нашата Крушево. Допълнително ние како Крушево и општината обележавме околу 4 велосипедски и пешачки патеки со вкупна должина од 42 километри. Тоа го направивме во соработка со Светска банка и Европската унија, со проектот за прекогранична соработка кој во моментов го добивме и го работиме, го имплементираме. Во соработка со Албанија и Република Албанија и општината Корча ќе се воспостави даунхил патека во непосредна близина исто така на жичарата во должина од околу 3 километри. Сето ова, како што кажав и претходно, ќе придонесе кон изградба на потребната инфраструктура за Крушево за бајкпат. Исто така за дополнителен локален развој на општината и дополнително привлекување на се повеќе гости и туристи во нашето друштво. Господине Христоски, несомнено ќе се согласиме дека тука е гостопримливоста на локалното население, како и оние специфични гастрономски специјалитети кои ги освојуваат како домашните, така и странските туристи. Истовремено градот е единствен во онаа традиција на практикување на старите занаети. Колку ви е дополнителни содржини кои што претходно ги напоминавте, го зголемија бројот на посетители статистички гледано? Со текот на годините таа бројка расте, меѓутоа ковид кризата и пандемијата се го направија своето. Најпогоден беше туристичкиот сектор. Сега повторно се враќаме на туристичката мапа, повторно преку промоција на повеќе саеми, како што е саемот во Белград, Солун, Загреб. Заедно со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот работиме на дополнително привлекување на се повеќе гости. Но, како што кажав и претходно, содржините кои ги возможуваме поглед на авантуристичкиот туризам, она што го нуди градот како историја, традиција, култура, се повеќе се зголемува бројката на посетеност на околу 60% и затоа Крушево за прв пат добива супер бренд награда од областа на туризмот, прва општина во нашата држава која добива супер бренд од областа на туризмот за се повеќе гости и туристи. Одличното на приватните капацитети и оние сите давачни услуги го даваат својот позитивен ефект на нашето привлекување на дополнителен број на туристи. Им дадовме идеја плюс на посетителите на Крушево овие денови што да прават по концертот во чест на Тоше, но никаде еве пред крајот на разговорот за да ги поканиме и сите оние кои патот ги води во Крушево од утре. Господине Христоски, имам впечаток дека еве на 16 октомври навршуваат 15 години од смртта на Тоше, дека Крушево остана да живее со и за Тоше и целите овие 15 години. Но имате ли впечаток дека тоа го правиме сите ние како колектив, како општество? Го почитуваме ли доволно неговото дело како држава, како граѓани? Ние овој концепт што го правиме не е само еден настан кој се одржува во Крушево, како што и претходно кажав, ние сме му должни на нашата попиклана и музичка звезда да го почитуваме ликот и делото на се она што го направи не само за Крушево, туку и за нашата држава. Овој безвременски концерт ќе го наречам така со повеќе наши изведувачи од нашата држава, но и балкански држави, кои Хрватска, Србија и така натаму, кои ги поврзуваше некако Крушево, Тоше Проески, сме му должни да возвраќаме се повеќе на повеќе начини и како што тој знаеш. Меѓутоа бара поддршка од сите оние кои сакаат да придонесат за развој на Крушево. Сите патишта денес водат до Крушево, да го направиме Крушево една фукава и успешна приказна не само во туризмот. Знаеме што имаме. Но треба да ја продадеме таа приказна на се повеќе заинтересирани да направиме уште успешна приказна за развој на туризмот.
Благодарам господине Христовски за гостувањето во Македонија наутро. Нема да биде лесно, едноставно да се биде во Крушево овие денови. Музички спектакл кој ќе биде дотолку повеќе емотивен, бидејќи се врзува со името на Тоше Проески. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.